Државниот пазарен инспекторат откри фрапантно високи маржи на производи кои трговците и дистрибутерите ги вграделе во цените. Државниот пазарен инспекторат ги заврши контролите на маркетите и дистрибутерите се со цел да се открие зошто се толку високи цените на производите. Неофицијалните информации се дека се откриени производи со бруто маржа од 40 до 70%, што директно го кршат законот за нефер трговски практики, кој предвидува далеку помалку маржи на производите. Пренесува телевизија 21. Сега на потек повторно е државниот пазарен инспекторат, но и останатите институции, бидејќи проблемот со цените станува се посложен. Паралелно, државниот пазарен инспекторат почна со контрола и на производителите, со посебен акцент на кондиторската, месната и млечната индустрија. Оваа контрола ќе биде најсложена од сите и веројатно ќе има потреба од меѓуресорска соработка. На денешната владина седница е разгледан извештајот на Државниот пазарен инспекторат, а владата предложи неколку конкретни чекори за намалување на цените на основните артикли. Владата ги донесе следните заклучоци и одлуки. Владата го задолжи Министерството за економија да ја донесе следната предлог мерка. Одлука за 10% ограничување на маржата во трговија на мало и 10% во трговија на големо на основните прехранбени производи. На истите 73 групи на производи кои беа во претходните кошници. Но истата да се дополни со средства за хигиена, како што се детергентите, и плюс да се дополни со бебешката храна. И други непрехранбени производи кај кои е забележана многу висока маржа. А истите се дел од основните потреби на граѓаните. Очекуваме да бидат вклучени над 100 групи на производи. Оваа мерка е предвидено да трае од денот на донесување, што се очекува да биде за многу брзо од денес и да трае заклучно до 30.4.2025 година, се извинувам.